Господин Гудев, еве веќе ноември месеца ни доаѓа, годината полека изминува. Може ли накратко да ги посочиме кои беа главните предизвици на струмичката пожарна во овие 11 месеци? Главни предизвици со кои територијалната професионална противпожарна единица Струмица, т.е. пожарникарите, спасители, се соочуваат речиси секојдневно се пожари на отворен простор. Овде спаѓаат шумските пожари, пожари на затворени објекти, овде спаѓаат урбаните пожари, спасување на луѓе од височини и длабочини, испомпување на поплави, претежно овде спаѓаат испомпување со моторни пумпи од поплавени објекти и други различни технички интервенции по барање на граѓаните. Колку интервенции имавте и кој тип на пожари беа најзастапени? Од месец јануари, заклучно со месец октомври, територијалната противпожарна единица има вкупно 420 интервенции, од кои бројката, за разлика од ланската година, е иста. Претежно интервенциите се повеќе на отворен простор. Овде спаѓаат пожарите на запалени на отворен простор, шумските пожари, имаме излагувано, интервенирано, имаме на запалена сува трева и ѓубре и многу често интервенираме на запалени депонии. Имате ли соработка со институции за изрекување казни? Сметам дека има мандатни казни за вакви истории. Да, мандатните казни се преку Дирекцијата за заштита и спасување. Ние вршиме дојава на Дирекцијата за заштита и спасување и они како нивна надлежност, инспекцијските служби треба да излегуваат на терен за да се извршат санкции против граѓаните, најчесто за запалените депонии. Останува иста свеста на самите граѓани, значи секојдневно, како што напоменав, има едукации спрема граѓаните, да кажеме, туку повторно се повторуваат истите работи за како што излегуваме во текот на летниот период. Јавено е да се јават на бесплатниот број 193, доколку вршат заорување на нивните ниви, кога вршат самата сеидба, кога е кај граѓаните, но тоа немат го сторено тоа досега. Грејната сезона можеби оваа година дојде малку подоцна, но секако остануваат препораки кои што како служба ги давате редовно на граѓаните. Што ги советувате? Во пресред на зимската грејна сезона сакам да апелирам, да го искористам моментот, да апелирам до граѓаните на општина Струмица, општина Ново село, Босилово и Василево, иако грејната сезона е веќе почната, да го искористат топлото и суво време во овој период од годината, доколку го немат сторено тоа, да извршат чистење на нивните оџаци и да внимаваат на фрлањето на пепелта од нивните грејни тела, бидејќи доколку не е добро изладена, ги фрлат во нивните канти за отпадоци и контењери и доаѓа до несакани последици. Многу често интервенираме на запалени контењери и самите граѓани кога ја фрлат пепелта може да дојде до самозапалување на самиот контењер, а во непосредна близина има паркирано автомобили и може да дојде до опожарување на автомобилот и да дојде до несакани последици. Чести ли беа во зима гасењата на пожари на оџаци? Бројката од ланската година и ова, имаме интервенирано ланската година до 77 интервенции на запалени оџаци. До сега, значи, до крајот на месец октомври, имаме 70 интервенции на запалени оџаци. Од месец јануари до месец октомври. Каква оценка ќе дадете за техничката опременост на струмичката пожарна? Техничката опременост во територијалната професионална противпожарна единица во моментот е задоволнителна, но не е доволна заради зголеменост на бројот на индустријските капацитети, стамбените објекти и имајќи го предвид фактот дека ги обезбедуваме
и другите 3 општини, Новосело, Босилово и Василево. Возилата ни се доста застарени, се повеќе од 30 години. Имаме извршено набавка ова година на интервентни одела, апарати за изолациони апарати за дишење и друга опрема, така да во тек сме и сега во набавка на дел на пожарникари, исто така со интервентни одел, и секоја година мислам дека оваа година ќе заклучиме бројката со опременост да биде на задоволително ниво. Исто така преку меѓугранична соработка со Европската Унија и општина Струмица имаме набавено противпожарно теренско возило. Исто така имаме набавено со овој проект, со меѓуграничната соработка и друга опрема за во случај на поплави, моторни пумпи, агрегати, чамец и друга слична опрема. Преку проектот на Југоисточниот плански регион сме во фаза во блиска иднина ќе биде набавено комплетна заштитна опрема за шумски пожари. Во моментот со опременоста, територијалната противпожарна единица може да одговори на сите предизвици со кои секојдневно се соочуваме. Така, техничката подготвеност е еден сегмент, меѓутоа важна е и подготвеноста и вештините на струмичките пожарникари, каде се на кои вежби беа за надградување на своите знаења и вештини. Пожарникарите во територијалната професионална противпожарна единица секојдневно во согласност према планот и програмата и условите во кои дозволуваат го тоа, извршуваат обука и вежби. И покрај тие вежби, секојдневни, како што реков, територијалната противпожарна единица има учествувано и на повеќе меѓународни вежби, од кои ќе спомнам меѓународната НАТО вежба која беше во Србија. Исто така инсерак во Букуреш, преборување и спасување од урнатини. Меѓународна НАТО вежба во Србија. Учество на конференција за земјотреси во Хрватска. Сега последна вежба која беше која се одржа големата меѓународна НАТО вежба која беше во Охрид и Струга, учествуваа наши 8 професионални пожарникари кои се воедно и во составот на републичките сили на Дирекцијата за заштита и спасување при Република Северна Македонија. Исто така овој тим од 8 пожарникари, кој го спомнав, учествуваше и во катастрофалниот земјотрес кој беше во 2019 година во градот Драч во Албанија.